Добро вечер, добро дојдовте во ново издание на Кабга со Иван. Пред да ви го представам од вечерешен гостин, поточно гостинка, само сакам да ви дам едно мало подсетување, иако е вечер, иако е прилика 23 часот, кога ќе ја гледате на Канал 5, 21:30 ја гледате на YouTube емисијава. Денеска на денешен ден тргал на пат оној најпознат брод кој што за жал завршил трагично, Титаник, на денешен ден во 1912 година и само еден ден подосна на 15, значи април 1912 година потонал поради тоа што бродот утрил нели во оние подводни санти мраз, преку 1000 и нешто патници се загинати и многу знаете зашто ми е интересно ова да ви го кажам, што можеби во текот на емисијата со гостинка па што и ќе го покажам околу оние мои ставови во врска со Бугарија. Оној документ што се наоѓа, мислам дека се наоѓа во Велика Британија, така наречена посмртница за сите оние кои што биле нели прогласени за мртви, има и неколкумина кои што се пишале кога се качувале на бродот, ги прашувале што се по припадност, по националност, не можам да бидам сигурен во 1912 со кој вординг настапиле тие кои што ги примале на бродот Титаник, но имала дистинкција очигледна во самиот документ помеѓу бугари и македонци. Така да, еден само обичен податок и нормално едно подсетување на еден сериозно трагичен настан кој што се случил во тоа време на почетокот на 20-тиот век во 1912 година, а ние се враќаме во сегашноста и на нашите повеќе трагични, помалку убави работи со мојата гостинка Ана Чупеска. Добро вечер. Добро вечер, Иван, фала на поканата. Ана Чупеска, подпредседател на СДСМ, јако морам да признам, малце се ми чудни вие во систематизирањето на позициите во партијата. Вие сте единствена партија која што има поширок сениорски ростер, ако така можем да кажем. Имате председател, па имате заменик председател, па имате подпредседател. Сега помеѓу подпредседателите и председателот е заменик председателот? Како би му дошло по хиерархија, по нели систематизација ваша? Па од прилика така, со тоа што во рамките на Социјалдемократскиот суд раководството има широк демократски капацитет и можам да кажам дека хоризонтално функционираме повеќе од што вертикално. Да, и тоа е она што мислам дека е најголемиот проблем на таа партија, што вие функционирате на вистина хоризонтално, а не вертикално, така да имате Скопско крило, Струмичко крило, Прилепско крило, Штипско крило, но за тоа малце подоцна. Редовен професор на Јустијана Прима на Факултетот за правни науки, за катедрата за теоретски и политички науки и она што мене ми е интересно за политичка антропологија, нели? Еден од предметите кои што ги држиш, и мислам дека политичка психологија. Тоа се, мислам, држиш и други предмети, но тоа се двата предмети кои што мене ми беа особено значени поради тоа што првото прашање ќе ми биде малку поврзано со тоа. Точно ли е ова што го кажам? Па пред да одговорам на прашањето, дозволете да објаснам што Извини, само да те прашам, дали ќе одиме со персирање јас и ти или ќе одиме со ти? Јас имам голема почит за вас, така што би Одам сакала јас. да ве Апсолутно персирам. тоа. И исто јас ќе ве персирам. Луѓето што ги почитувам, секогаш ги персирам. Во ред. Да не брзете тоа со возраста, затоа го Не, кажав. нема потреба, ја Напротив, мислам дека сум помлад од вас, така да мислам дека тука не би требало тоа го направиме. Господи Чупевска, тогаш кажете ми, грешам со ова што го направив по најдел, не? Меѓутоа би сакала да објаснам, нас не бираат во научни области. Во рамките на политичките науки постојат две генерални научни области. Едната е теоретски политички науки, а другата е примената политика. Јас сум избрана во областа на теоретски политички науки во сите своји звања од почетокот до редовно. Тоа е катедрата, така. Не, катедрите се во рамките на овие... Во рамките, добро. Сега во рамките на катедрата постои катедра за теории и се останато. И сега предметите ние ги концепираме фактички врз основа на научното подрачје во кое што тие припаѓаат. Па така, вие сте го сретнале предметот политичка антропологија, политичка социологија и психологија, тие ми се многу важни. Да, и особено се важни, целосно се согласувам и дури ги обожавам. Но има и други
кои што се во рамките Не на ми се тој интересни ние ги за вечер. менуваме. Знам, но не дојдовте вие вечерва се да зборуваме за курикулумот на Така. вашиот факултет, но го зборуваме за вашата политичка и општествена активност. Би сакал да ви пуштам две парчиња кои што се ваша пресконференција одржана на 16 март. Ден тако за мене, јас неколку пати кажам, е апокалиптичен ден, поради тоа што загина до овој момент 61 лице, грот од нив се млади, а не сакам ни да помислам каква е ситуацијата во Кочани, а не знам дали ќе имам храброст и да поминам наскоро во Кочани. Но би сакал да чуеме нешто што мене, не само на мене, на многу медиумски работници ни се врежа во моментот тој 16-ти и вашиот прес некаде околу 18 часот беше, ако не се лажам, го пренесувавме во живо. Ајде слушаме што кажавте тогаш. Социјалдемократскиот сојуз е партија која секогаш го става јавниот интерес, но и чувствата на граѓаните на прво место. Денеска, на овој трагичен ден, како одговорна партија, сепак оставивме институциите да ја вршат работата без да ги попречуваме со политичко дребни препукувања, без да ја политизираме темата и оваа трагедија. Ова е првиот дел, што е многу окей, многу коректно како настап, но потоа се случило нешто што мене лично како човек ме остави вџашен. Што слушнав на отприлика 12 часа од таа апокалипса. Ова сте вие. Обвинува други, кога тој лично е, како што кажавме, Панче Тошковски. веќе цела Значи година викате нема да воедно политиканство, сите институции на располагање веќе 9 месеци. Тие се сепšte под нивна контрола. Бидејќи никој досега не ги постави клучните прашања во врска со овој трагичен настап, денеска ние затоа сме на прес да ги поставиме тие прашања. сега да ве прашам, се обидам да ве прашам прво како човек, како дама која што има семејство, велите ние денеска не сме на прес за ништо друго, освен да ги поставиме овие политички прашања. Се кажете ми, Не е точно. Не велам така. може уште да го пуштам? Вие може да го пуштите, но да не го вадите од контекст и фере во оваа ситуација да го пуштите и пресот на Панче Тошковски. Не. Поради Не кој е фер затоа што јас кажам што пуштам. Поради кој што Не. ние молам. решивме да излеземе и многу беше тешка таа одлука да излеземе. Не, затоа што- ова беше прес кој што, значи не ми мене таргетот Панче. Панче кога ќе биде ќе опуштам Панче, а нема да ве пуштам вас. Ама не ви е Не се- точно. Не ви е таргетот Панче, вас ви е таргетот јавноста. Така е интересот на јавноста. Не, јас сакате уште еднашка да го пуштам. Ајде го Нема пуштам. потреба, Не, знам ќе што пуштам, сум слушате што. кажала. Не слушате. Ајде уште еднашка. Ако не слушам. Месеци. Тие се сепšte под нивна Еве ќе молчам. Ама знаеме што сме кажали. Бидејќи значи. никој досега Не е множина, Не е само вие тоа. зборувате. Кој тоа вие сте кажале? Тоа се одлука на нашата. Слушате. Ајде ке слушаме пак. да ги поставиме тие Клучните прашања. Клучните прашања. Се кажете Да. ми, вие на почеток, вие, пошто ќе ви не ви пресирам, него зборувам во множина. Да. Јако јас гледам еден човек, малце ми е чудно кога ќе застане човек на прес, претпоставам дека треба да зборува во сопствено име, особено ако е потпредседател, но тоа е ваша одлука како Ана Чупеска. Кажете ми вие, од оваа перспектива, нормално е за вас после неполни 13 часа да се занимавате со политиканство, да проверувате кој што кажал и обидете се да се ставите во челите не на Панче, на секој оној кој што во тој момент раководи со институции. Ова можел, Што ви е тезата, Иван? значи тезата ми мислам дека е малце, ајде што е хипокризија, лично за мене, е хипокризија овој прес. И еве ќе ви кажам, пошто ме влечете за јазик, пред некој ден бевме на еден прием, каде што беше и вашата, не случајно сега спомнав, она заменик председател на вашата партија и неколку директори на национална телевизија, баш го спомнавме овој ваш прес, каде што сите некако искоментиравме дека бевме згрозени, вџашени и шокирани. Добро. И истото добивме потврда од Фани Карамфиловска-Пановска. Сега, мене ме интересира, кога го правевте овој прес во партија, не се седнавте да се, затоа што веќе наредниот ден имаше прес Венко Филипче кој што покаже една сосема друга димензија на партијата. И во некоја рака тој
само ни покаже дека ова вчера што го кажа госпоѓа Чупеска, заборавете го. Ние имаме друг став, тоа беше нејзин изглед. беше така. Не беше така и не знам зошто би го тумачиле тоа така. Реагираме како одговорна опозиција во ситуација Во 12 часа од трагедија. Да. Барате одговорност за некој кој што уште немал. бараме од почетокот до Тоа денес. што денеска имате право да барате, тоа се согласувам со вас. А што Но е тука спорното? на дента кога починале луѓе 60-59 во тој момент, вие да седнете и да, иако самата кажавте, нема денеска да го користиме за Само тоа да нели ви е контрадикторно? Не, да ви доволувам ситуацијата нормално, значи се уште сме, а во тој ден бевме страшно погодени сите од тоа што се случи, мислам. Овдека не можам тоа да го видам од вашиот настап. Беше не нормална атмосфера, значи тоа беше вистина трагично, дента беше многу травматско искуство, но во моментот кога Тушковски излезе и тој почна да упатува, односно да ја насочува вината со директно таргетирање, размислувавме доста долго за тоа и рековме дека ќе објасниме зашто. Кој е? Можете ли да ми кажете кој го напиша овој текст? Жалам што Вие го напишавте? Чупска. Не. Жалам што не го напишав јас. Жалам што ете таков одиум оставил према Страшно. јавноста. Ако е тоа така, а од друга страна, од почетокот до денеска укажуваме и бараме неселективност во истрагата сега вие и ми не кажете темата. насочување на Темата е истрагата како можете кон како таргетирање. дама, како можете како дама, мајка, сопруга, интелектуалец, академски граѓанин да излезете на ваков ден, во ваков момент и на сите нас да ни се обратите да ни кажете, знаете што? Умреа 59, но дај да видиме кој е крив. Ја не велам дека треба да видиме кој е крив, но дали во тој момент, тогаш кога бевме, Ранливи да речеме. значи вие не бевте во шок, ова што го направивте беше очигледно некој пиар кој што некој ви го напишал. Мене не ме интересира кој го напишал. Не, сега вие може да си А што ја си правам филмови, ова значи ова што го пуштаме е лага, нели? ако ми дозволите да Па ја цело време ви довршам. дозволувам, да, ама Значи не ми дозволувате да довршам. хајде да видам што не сум дозволил. Веќе кажа дека ние долго време размислувавме дали воопшто, значи воопшто не сакавме ништо да коментираме баш од тие причини, но што мисле за Тошковски со неговите насочувачки и тенденциозни изјави како одговорна опозиција Во тој момент. сметавме, да, дека мораме да укажеме на некои прашања што се битни. И тоа и го направивме и тоа од првиот ден до денес Што го беше битно? правиме. Може ми кажете напред што кажавте битно за да ние ја смениме перцепцијата и веднаш од тагата да преминеме во барање на виновници? Нема потреба сега тоа да го правиме дополнително, може да разговараме што све се случи во меѓувреме. И што се случи во меѓувреме? Во меѓувреме Селективна правда? Молам? Селективна правда имаме, така? Па вие што мислите каква правда има? Па не сум ја овдека на интервју, вие дојдовте Што како... мислите, бидејќи дебатираме мислењето? Се согласувам. Моето мислење е дека акциите на институциите се за прв пат вакви какви што се. Се офатни, без да се прави никаква селекција, сега вие може да се смешкате, но јас само кога, дури се смешкате, веднаш се сеќавам на модуларната болница. Јас се сеќам дека модуларната болница кога се случи не беше во вакви позни сати, што би кажале во 2 по 3 пополнок, него беше малце порано, јако исто беше навечер. Се сеќам дека никој немаше храброст да излезе да каже. Тогаш, знаете, вашата партија беше на власт. И тогаш никој не можеше да излезе да ни каже што се случило. Канал 5 имаше нормално, убаво се сеќам екипа, и убаво се сеќам дека комуницирав еден од вашата партија дека е вистинско време после неколку часи некој да излезе да се обрати на јавноста. Можете да го меѓутоа, кој е вашето мислење за неселективната правда за тоа зборуваме? Не зборувам дека акцијата и обемот кој што се изведува сега во однос на барање на виновниците за овој конкретен, Однос на квантитет, така? зборувам и квантитет и квалитет. Квалитетот А можете на ми кажете, действијата од наша страна, од наш аспект е високо спорен. може да ми објасните од кој аспект? Да, ќе ви објаснам. Од Ајде. аспект на она што представува корпус деликт на лице место. Што е тоа? Тоа е кога во моментот се случува кривично дело некакво. Кривично правен настан, како што е Или овој. како што го кажува, како што убаво кажува Тошковски, кога се случил кривично правниот настан.
Значи, во моментот на случувањето на кривично-правниот настан, Добро. факт е дека, Само малце микрофонот, вака. кажи, фала, факт е дека на лице место, нели, кога имаме на лице место ситуација, имало полиција. За која што не знаеме зашто била тамо. Прво, министерот рече дека имале план, потоа некако од етерот и од изјавите некако се релативизираше тоа постоење на план, меѓутоа не се знае кој го изготвил планот, со каква наредба се видите, полицијата е систем во кој што вие добро Кажете, знаете. дали до сега Волете да довршам, Ама за многу да... сте екстензивна, Па малце јас сум- подинамична емисијата, Јас знаете. сум екстензивна, вие сте темпераментен и Не сум сега температурен, само динамичен. ние сме тука да се Ајде, во ред. адаптираме еден на друг, Ајде, еве се ама адаптирам. не да едниот да се адаптира на другиот. Хајде, еве јас се адаптирам сега. на вас. Во таа ситуација имаме полиција на лице место која што не постапува ни по однос на пиротехника, ни по однос на малолетници. Имаме информација дека дојде ни се 5 минути, нели така беше изјавата, 5 минути пред да се случи пожарот. Не беше 5, но еве да кажеме 5. Добро, значи непосредно пред пожарот. Сега. Знаеме ли што правила полицијата таму? Дали ја спречила пиротехниката? Палењето? Дали ги запленила пиротехничките реквизити? Дали ја спречила пиротехничката екзибиција? Дали ги собрала малолетниците кои што биле на лице место? Дали полицијата имала план за такво нешто? Немала план за такво нешто? Значи, во таа цела трагична ситуација, она што се вика непосредна и директна одговорност поврзана директно со настанот, односно предизвикувањето на пожарот, е заоставена. И затоа сметаме, тврдиме најодговорно дека во моментот на сочувањето на истрагата, Ама вие не слушате што кажете. Директна одговорност полицај, значи според вас полицајецот е тој што дошол ги ставил жижиците и оние така велите се како да ви со кажам. непостапување директната одговорноста се произлегува од непостапување. Полицајецот е тој што кажува дали Не, можел да Бирото се за јавна безбедност, значи Не, процедурата е Мислам оди дека на малце следен- се ги помешала Не сум ги лучињата тука. помешала, не. А не за сум ги помешала. пиротехника, внесување во затворен простор, мора да постои одговорна институција. Во овој случај тоа било Која? во овој случај била самата не е дискотека, не е ноќен клуб, него е кабаре. Самите тие одлучиле, зар вие мислите, господи Чупеска, дека во сите угостителски објекти во државата, не во државата, и во Америка шетат полициите и проверуваат дали има пиротехника или не? Не, апсолутно не е така, него дозволи за пиротехника се издаваат во МВР, господине Мирчевски. Дозволи за Кој- пирот, но прашањето е И кој ги особено за настани. и ако не се побара Меѓутоа, дозволата. Не би влекувала јас сега во... Вие Ама- ме прашавте мене за Ама не ви што одговара значи... одговорот, Не, дебата. воопшто не. Не, воопшто не станува збор за тоа. Станува збор дека директна и непосредна одговорност на актуелни одговорни лица од Министерството за внатрешни работи, Министерот без ресор што е во притвор, што е застанете тоа? да довршам, нема никаква одговорност лоцирано. Меѓутоа, бидејќи оваа истрага ја води обвинителството, а МВР е фактички асистенс тука. Не, фактички секој според закон. Да. Гони па обвинителство, фактички е тоа. асистенцијата е на МВР. Да, асистенцијата, Тоа сакам тоа да значи завршам. дека Тоа сакам да тоа кажам. значи дека, односно имплицира дека на извесен начин на сочувањето на истрагата кон Добро. бивши, а не актуелни одговорни лица во рамките на Министерството за внатрешни работи е една ситуација која што ни дава за право да тврдиме дека истрагата е селективна. Добро. И се, значи, покрај тоа што според вас е селективно, ја не можам тука нали, да се обидам да ви кажам. Да, ќе ви ако ги е нешто- доставам јас ако сакате анализите. Немате потреба никакви анализи. Ако имате потреба. Не, немам потреба. Па, Само еве да видам дали се и вие согласувате со вчерашното соопштение на ДУИ, например. Вие го Ти кажа Дуј вчера, да. Вчера ДУИ вика дека во моментов Мицковски со неосновано апсање на албанци се обидува да предизвика меѓуетнички тензии како параван за неуспесите на владата и ги алатка за предизвикување етнички раздор. Значи, од една страна, еве, вие како опозиција велите дека
имате нормално легитимно право да кажете дека селективноста е во тоа што никој не е обвинет од, ако убаво ја разбрам, коригирајте ме, од актуелните Добро, Или- да, може да и така да кажем. или вклучен во истрагата, или е предмет на истрага, како сакате, сепак зборувате со човек што има малце и Да. познавање елементарно во работата. Обвинителството, колку што јас познавам, елементарно е тоа кое што ги гони предметите и бара обезбедување на луѓе кои што евентуално би биле предмет на истрага. Ако вие тврдите дека тоа така, јас оставам дека вие сметате дека е селективна правдата, ама тогаш правдата селективна треба да ја насочиме кај ОЈО. Логично, нели? Пошто ОЈО се тие кои што не викнале на распит и така натаму, а за ваша информација само, еве ќе ви кажам, не знам дали знае и јавноста, минатиот не овој петок што помина, претходниот, веќе беа во обвинителство повикани и сегашниот директор за пазарен инспекторат и сегашниот прв човек на ДЗС. Да, токму затоа чекаме истрагата и да заврши, затоа што оставив, мислам, не оставаме ние, него веруваме дека не треба да Ама не ги оставивте душите на покојните да се искачат таму кај што треба. Мислам дека вашето тврдење е претрупање. Не, тоа е моје мислење, имам право да имам да моје имате мислење. право на мислење, и моето мислење е дека Само да не ми поднесете утре уште и мене представка до вие Совета на честовна здружение на претерувате сега Јас претерувам. Да, претерувате во вашата заменик председателка на партијата ве осуди пред мене и пред уште тројца Ето. лица кои што рече дека вие тогаш не не била да соодветно. требале да ја викнете тука. Ја викам, ама уште не доаѓа. Па сега што да ви кажам. Ништо е, вие сте тука затоа со вас разговарам. Не знам, јас не сум чула за таква. Значи јас нешто. претерувам добро, е кога Не мислам во овој став дека тој мој можам ли да имам личен став? па ако велите на пример дека некој ги злоупотребува жртвите, како што Не реков дека тврдите, ги а при тоа Не, него не оставивте имплицитно душите на мртвите, А тоа е злоупотреба? истовремено го правите нешто слично на тоа, мислам дека е претерување. Добро. Кога сме кај претерувањето? Сега кажете ми кога веќе ве мене ме спомнавте, ќе се префрлам на таа тема, пошто ја ви реков дека немам сценарij, него имам само нешто во глава како теми. Вака да ве прашам, го знаете Бранко Тричковски? Како Бранко Чичковски? Бранко Тричковски. А Тричковски, Да. Чичковски викам кој Не, да. Бранко Тричковски е Да. бивши новинар, сега е во пензија, го знаете, така? Да, Предпоставувам. како така? не? Да. И човекот пред одреден период побара, како што барал многу работи кои што се далеко здрави од разум, мене исто ако ме прашате, тоа е мој личен став, Да. значи, побара затварање на некои телевизии, како што се Алфа и Телма, Добро. и тука тоа предизвика Телма? и Телма. Тука предизвика бурна реакција кај новинарите, затоа што вие сте била една од тие што лајкнали, ако ме прашате, лајкнувањето на Facebook, само ставите ме да завршам, ќе се обидам да ви ја направам аналогијата, лајкнувањето на Facebook вака навидум не изгледа нешто страшно, но ако направиме една аналогија на пред 20 години, тоа би било кога вие би држале говор во некоја сала од 1000 луѓе и кога вие би била една Еден од тие кои аплауз, што да. ќе го аплаудирате. Отприлика би се така. сложила. Би се сложила со ова, Да. така. Да. Сега, ако сте се сложиле, кажете ми, вие после тоа гледам дека имате барање представка до Совет за Да. етика, Да. за новинарки, две од Тирол, не е дека нешто ја имам некои фантастични симпатии према колешките, но сепак ми се колешки ги почитувам поради тоа што ја работат оваа работа. И сега мене она што логично ми се поставува прашањето, а сега пред малку ме обвинивте и мене дека јас имам нели некакви Не, во тој конкретен став јас бев многу конкретна, во конкретниот став што го во пласиравте, мислам тој дека претерувам. Така ми го претерувате кажавте, во нешто, така. да. Добро, ако еве јас претерувам, само ве прашав дали ќе ми поднесете и мене се представка до ЗНМ за Совет Не. на чест и зошто што ви сметаат толку новинарите и медиумите? Не, воопшто не ми сметаат. Затоа што мене. еве не знам дали прочитавте Новинарите. сега ВМРО реагира на вашата номинација од СДСМ Да. за учесник во работната група за преговори за правосудниот систем, и, нели законите кои што ќе ги офати, измените евентуалните, и токму се повикуваат на овој момент. Добро. И сега лично вие мене ме интересира како
Затоа што знаете партијата СДСМ важи како доста либерална кога се во прашање медиумите. Јас сум исто многу либерална. Не можам да прифатам. Неприфатливо е за мене одговорни медиуми да шират лажни вести. Например, еве се една илустрација во подкасти од новинари. За мене се тврделе не лажни вести, него целосни измислици во кои што тројца потврдуваат нешто што е тотална невистина за тоа дека татко ми бил професор, татко ми умре не пред 100 години, тоа дека ме вработиле, не само што бил професор, он ме вработил на факултет, тоа дека немам научни трудови јас во Impact Factory, ми ги рецензираат трудовите без никакви квалификации, а тие се рецензирани на највисоки научни инстанции. Значи, тој систем на злоупотреба на медиумите мене многу ми пречи, не новинарите. Јас сум максимална... Медиумите се новинарите пред се. Не се сите, затоа велам. Значи ама треба селективно, така? Не сум слушнала некој новинар. Точно е, ви честитам на солидарноста меѓусебна. Меѓутоа, врзано за активистите за човекови права, врзано за она што значи демократска јавност, јас не сум слушнала некој да застане во одбрана или да осуди такви однесувања. Дополнително, Јас сум осудувал. Во рамките на... Еве сега пред некоја емисија го гледавте, Борјан го осуди за тоа што кажа нешто што не е коректно. Имајќи го тоа предвид, имајќи ги ситуациите, вие веројатно сте и прочитале представката што Ја прочитав и го видов и решението, ви се отврли. Да, ми се отврли решението, меѓутоа дали ја видовте представката и дали знаете зашто е представка? Ја видов, ја прочитав фотото што. На која што се беше индуцирана во рамките после тој мој пост на Facebook, имаше серија на social bullying. Јас имам и предмет во обвинителството каде што ми се заканувале со убиство, а тоа све било стимулирано од моите политички ставови. А моите политички ставови се точно либерални, со максимална слобода за медиумите, која што никогаш не сум ја спорела, а вадење од контекст за лайк што сум ставила кај Бранко на пост е тотално ирелевантно во поглед на поголемата слика и моите ставови за медиумите. Јас не можам да бранам ништо друго освен слобода на медиуми, бидејќи ја бранам демократијата. Мене ми е жал што не ги видовте наводниците во мојот претходен став за либералноста на СДСМ и околу медиумите, но добро. Сега сватив дека стварно не сте ги виделе моите наводници кои ви го кажав за либералноста. Не ве разбрав. А мислите дека не сте либерални? Апсолутно. Апсолутно дека далеко не велам ја тој дека и претходниот режим на Груевски па уште помалку бил либерален, но пак ќе ви речам. Не ви ја разбирам тезата, Иван. Не, тезата ми е дека, не знам дали разбирате дека од позиција на политичар, ако пласирате било каков став и Европскиот суд за човекови права носел неколку пати пресуди, се не можам да ги цитирам да бидам искрен со вас, но биле во насока на тоа дека политичарите мора да имаат поголем праг на чувствителност во однос на јавната, во однос на медиумите и на реакцијата, од причина што сме ние watchdogs. Ние сме луѓето кои што треба да ви ги укажуваме. Тука нема спорно ништо. Па тогаш сметам дека е тотално непотребно да се реагира за колку и да вие сметате дека било некоректно, прочитав можеби за вас реакцијата на тие двете новинарки отирало, мислам дека се требале да најдете некој друг. Јас не сум била политичар, јас сум била колумнист во својство на професор. Но, знаете... И затоа прашав каде е солидарноста за јавната реч во такво својство едно. Добро, кога сме веќе кај... Во тој правец. Ве разбирам. Од оваја позиција, сега сум функционер партиски. И вие не можете, толеранцијата мора да биде, така? Како јавен интелектуалец, како професор по политички науки. Кој што инклинирал дебело кон... Не инклинирал, јасно бил детерминиран во социјалдемократска платформа и идеологија. Ви благодарам што бевте многу по-конкретно од мене, не инклинирал, него бил детерминиран. Јас сум детерминирана на таа идеологија. Вие сте член на СДСМ и претходно, така, не само сега кога станавте подпредседател. Од скоро сум член. Што е вака шокантно, ја не знам прашање, добро. Сега кога зборуваме, нели, за солидарноста помеѓу новинарите, што вака гледам. Не сакав да кажам концептот на солидарност ви се допаѓа. Мора да биде за голема почит, меѓутоа тој мора да биде проширен во однос на лажни
на лажни тврдења, На лажни тврдења. личови, на сатанизации, клевети, навреди. Кога сме тоа. веќе на тоа? Тоа. Ај сега за ваш фах колега, исто кој што сега ќе ви ги повторам вашите зборови за Фак клевети. колега, што е тоа? Фах колега. А, фах колега. Тој е колега од вашата професија. А, фах Не сте го колега, чула да. тој Не, таа сум фраза? слушнала за фах идиот, ама за фах колега прв пат слушам ова. Добро. Вистина интересно. Па ќе научите Не, па некој збор. супер, не. Ќе научите некој збор кај мене, да. Тоа што... Не е интернационализам, тоа е локализам. Да, Лук. Фах. Вашата колешка од тимот од Вајца, двете, вие и Елена Михайлова Стратилати, така? Да. Сега ми велевте и ве подржувам максимално дека медиумите не смеа да бидат поле за артикулирање на простотилаци, навреди, клевети, мизогини, сексизми, ејджизми и така натаму, говор hate speech или ксенофобија, што сакам да кажем. Но кажете ми, дали вашава колешка, која што ќе работи во работната група со ВМРО, која што сега ви ја спомнав, Емилија Михайлова Стратилати, за вас ова не е клевета, која што е одговорна за извештаите на ЕКРИ за Македонија, така проверив, така ми беше кажано од претходниот министер за надворешни Бујар Османи, а во крајна линија ќе ви покажам дека е. ЕКРИ, знаете што е ЕКРИ, не треба да ви објаснувам, телото на Советот на Европа, кој што е одговорен за расизам. И во последниот извештаите ги прават отприлика на 5-6 години, во последниот е од 2023, за прв пат било кога во Македонија во регионот се споменува приватен правен субјект. Обично тие извештаи тангираат институции, не тангираат приватни правни субјекти. Но прашањето е вака. Вика, антибугарски говор на омраза е честа појава во Македонија според бугарските соговорници со кои што се сретнал ЕКРИ. Значи, имале чамче муабет, претпоставам вашава колешка или некои нејзини соработници кои што работеле на истражување на оваа тема, муабет си седнале без никакви фусноти да видиме кои се тие што седнале и велат вака дека во јавноста најшироко употребени термини кои што биле ксенофобични према етничките бугари во Македонија биле фашисти и навредата кон бугарките ефтини проститутки. И се слушате внимателно што напишал тимот на вашата колешка. Вториот пример кој е случај на интерсекцијска дискриминација говор на омраза. Говор на омраза не може да донесе ни ЕКРИ, за говор на омраза мора да постои судска одлука, ќе се согласите со мене. Беше видлив и на табли што некои гледачи ги виделе на јавно прикажување за време на надпревар на Македонија и Бугарија во 2022 година септември. Но исто така се слушнаат наводи на вториот поим, значи ефтини проститутки, кој што се користи повремено на Канал 5 телевизија. Сега јас да ве прашам. Уствари нема да ве прашам, само ќе ви соопштам сега дека како управител на оваа телевизија на вашава колешка ќе оставам период од 7 дена после празникот до наредниот вторник јавно да се извини и да упати корекција поради тоа што Канал 5 веќе поднесе пријава до надлежните институции во Скопје поради овие тешки клевети, лаги и манипулации. И се кажете ми, дали вие ќе советувате да се тргне од оваа комисија поради тоа што очигледно, како што вие сега ми тврдевте дека не е коректно да работат медиумите и новинарите, да шират клевети навреди, таа ширела со нејзиниот тим клевети навреди према Канал 5, поради што овој текст ни предизвика сериозни штети. Доколку тоа не го направи, за една недела, јас лично ќе побрам од вашиот председател да ја разреши од оваа функција, а доколку тој истото не го направи, од тој момент нема да се следат одредени теми кои што ќе бидат поврзани со оваа работа. И се кажете ми вие се согласувате со мене дека вакво нешто треба да се случи во Македонија, човек кој што работи за Советот на Европа на телото што се вика ЕКРИ, да шири клевети навреди без никакви докази? Вака. Во врска со ЕКРИ, воопшто со Советот на Европа. Не, ме интересира дека вашата колешка, немате сега ЕКРИ. Не може, видете, јас, значи, ве молам, имајте во предвид дека нити сум член на ЕКРИ, нити сум упатена во процесите, но тоа што јас го знам и можам да го кажам со сигурност, добро, е дека процесот на регрутација на кадри за ЕКРИ со номинациите не е баш лесен. Второ, процесот на агрегација на информации и условно кажано
сведочења на луѓето при создавање на... Ова го кажувам затоа што во анализите за мои потреби на ЕКРИ за други теми сум се информирала. Сте се реферирале? Не, јас не сум се реферирала, него како се реферираат, се зборуваме она што јас го знам. Дали е така, тоа е моето. Јас ви кажам дека ова е тешка клевета. Тоа е тешка клевета од страна на... дамата која што е одговорна за секоја земја. Да довршам, да ви објаснам нешто. Значи, Што треба ми објасните на вакви факти? Селекцијата на информациите и сведочењата, бидејќи јас колку што знам има и сведочења за поедини Така е, велат дека... случаи, Така е. така ми е мене познато, не за конкретни случаи. Зборувам сега за принципот на работа на Советот на Европа. Не зборувам јас за особа А, Б или С. Овдека зборуваме сега. за ЕКРИ телото. За телото зборувам Така е. на кој што работи врз основа на принципи, протоколи кои што се постојат од кој што се постои ЕКРИ Советот на Така е, Европа. така е. И тука Еве Ја гледај. не сум ова е, сигурна. Ова е тоа members, еве го ова е сајтот на ЕКРИ. да, го знам ја сајтот на И ЕКРИ. еве сега вашата колешка од вашата работна група Михајлова Стратилати. Сега кажете ми сега вие. Сега. Вие може да седнете со некоја дама да работите која што знаете дека не наклеветила како медиум еден од највлијателните, Дали најреспектабилните. наклеветила, јас не можам да знам. Па ја сега ви Затоа прочитав, што- ја ви тврдам дека нема такво нешто. Затоа што јас не знам онаа кој е репортер за кейсот, значи ти можеш да си репортер за кейсот, не зборам за Елена, за било кого, да бе репортираш за определен кейс, а за пред репортот да имаш значи едно чудо на материјални докази приложени, изјави, сведоци и така натака. Ја не го знам тој дел. И ја не можам ништо да кажам во врска со тоа. Океј, јас Освен кажав, дека ја го кажав ставот на крај. едва и чекам да видам како ќе заврши тој процес кој што вие велите дека сте го почнале. Така е. И што тој значи? Значи, Тој ќе тужба- значи, тој е во крајна линија, тој ќе даде многу убав придонес при конечното решение за понатамошни утврдувања на... Штетата која што ја направила вашата колешка од Ма вие вашата не работа. знаете како ќе се заврши кейсот, знаете? Не, ја ви кажам Одма каква е признаете? штетата, каква трпиме, затоа што знаете како неколку бугарски инстанци кога сакат да објаснат нешто, Не знаеле че реферираат во се реферираат на извештајот на ЕКРИ, иако во извештајот на ЕКРИ кога веќе клеветите дека неколку спорадично се слушнало на Канал 5, треба да дадете некакви аргументи и докази. Видете, тие јас верувам дека А јас знам што доказниот материјал не е можда објавен, јас го Но мора имам да им- читано тоа, но процесот, како што ви велам, на регрутација и на кадри, и на тие што ги сослушуваат, и Ама на вие мене сведоци. не ме слушате И мене се што зборуваме. едно, Бугарски ве соговорници, значи не пишува според материјалите, според документите, не зборува според анализите што ги добивме од единствено релевантно институција Агенција за медиуми. Само таа може да дае снимка, па некој да извади од тамо на суд, знаете, само авму се прифаќа, не можам ја да ви да. дам снимка. Така е. И сега овдека, а за да во Ајде извештајот да видиме што ќе каже. Ама нема што да видиме, ја ве инстанците. прашувам вас, дали вие ќе се дистанцирате од Ма јас вашата не го знам. колешка? Ама јас видете, не можам да го, ја не го знам вашиот случај, ви ми го кажувате во секвенци. Јас да го видам, да го разгледам случајот, да можам доколку би ги имала сведоштвата, сведочбите, другите доказни материјали, ја не верувам дека колешката туку така се напишала на Канал 5. Тоа значи одговорно, тврдам дека не може така да напише, бидејќи во незините трудови, ова го кажам врз основа на трудовите што сум ги читала. Нема страна кај што нема Па, референца. Уште не постои. па дека нема референца. Ама ова не е научен труд, ова е извештај. Значи има различна квалификација, разбирате? Квалификацијата, импактот што го создава Значи е имало импакт, сериозен. застанете. Имало импакт врз вас? Имало. Имало. Се чувствувате оштетен од тој импакт? Така е. Така е. И се ви Го велам. спорите тоа? Бараме од Го вас, спорите од тоа? вашата партија да ја замолите да си ја провери, да си го провери овој дел како нели интелектуалка, дама која што учествува, таа е делегирана од Македонија. Значи таа не шетала онака во Брисел па и рекла: "Еј, господјо Стратилати, ве гледаме, вака сте ни симпатична, ајде дојдете ви да бидете представени." Значи Не некој сте во право. некој ја номинирал. Не, значи ја номинирал, меѓутоа номинацијата сепак проаѓа низ филтер на
експертиза, не е тоа сега, согласувам. на пример, еве, Ја пак било ви- кого да го викнеме, и ајде ние го номинираме, не може Толку тоа јас тоа истото го зборувам. да биде. Тоа истото ја го зборувам, но кажете ми вие, дали се согласувате дека во извештај може вака само наративно да се опише проблем? Извештаите за жал, не само на ЕКРИ, и на другите извештаи. Многу извештаи има. Па и во некои ова е дели и срамен. европските Ова е извештаи срамен. на Европската комисија се во многу делови наративни. И затоа и вие имате убав пристап да барате референции. И јас тоа го правам за други извештаи, значи барам референции. Барем доказа материјална, ако ме обвинувате. Извештаите така се пишуваат. Авторитетот на Совет на Европа Па добро, затоа- се смета за толку голем што не мора да Затоа се барам- даваат тој тип на референции. Затоа И вие барам барајте недела си, и дена- веројатно ќе си добиете. Затоа бараме недела дена, значи како дополнителен механизам за кој што сакаме правдата наша, која што сметаме Да. дека е на наша страна, да не треба уште една вода. Не. Добро. На наша страна, тогаш бараме вашата партија, односно вашата колешка да најде начин ова да го коригира или да ни достави докази дека е во право. Во спротивност ќе бараме од вашиот председател да биде разрешен, затоа што не сакаме некој кој што сериозно не наклеветил, не навредил, ние понатаму да го третираме во медиумите. Мислам дека е simple as that. Тоа се ваши барања, легитимни. Во ред, кажете ми што направивте со правдата за Теодора, случајот за Тетово, јавноста што беше страшно вознемирана и за она пресуда која што беше вратена од апелација назад и се пресудена за 2 години за професорот од некој тетовско училиште. Па секако да би одговор на ова прашање. Со Интересира забелешката претходно што ми ја упативте, зошто или како што дека во време на трагедии не треба да се ова е во 2022 гледа малце се ги Whatever, помешал. не сум ги поминајте колку вакви трагедии има. Не, Дали има начин да се има вратат начин, животите не ме назад? интересира дали Не вашата постои таква правда, не може никој да ја задоволи. Но она што ние правиме е следново. Инсистираме на реформскиот процес кој што ќе ги со стратилати. што нешто прави? Мислам, дисторзија на звукот со чизмите, ако може малку само да Еве се веднаш ка префрон. малце само посмирено. Добро. Во тоа што го правиме е Мене ме интересира, инсистираме на- пак ми шетате од Вардар, ама не можам, тргнавте- значи јас сега Не според ме интересира вашите- зошто немате реакција, затоа што има многу општествени и политички чинители реакција дека не е во ред за згазена девојка на пешачки премен. Јас како граѓанин исто сум Не како граѓан ве згрозена прашувам, а од вие тоа. дека не сте викнати како граѓанка. Ама сакам да кажам, ја разбирам таа реакција, тоа ми е поентата. Значи, ја немате разбирам реакција, добро. реакцијата, но и како Не, немаме добро, добро. реакција, имаме реакција, значи ние Како партија имавте? инсистираме, Не, за овој случај ме за интересира. конкретен случај, па ние имаме реакција за сите случаи. Ама за Значи, овој баш ние немавте. сакаме целосно реформската агенда. А зошто во дека е од СДС. Тетово или па ве спојува малце лоши мисли со Какви модуларна? вие? Па не знам се Не. почнам да мислам зошто Не, не можам да не. верувам зошто партијата државотворната СДСМ нема реакција. Не. А што не се државотворна? Не, мислам дека овие баш имате бујна имагинација. Мудла. Ви благодарам, Да, ова да, ќе го фатам што- како како комплимент, комплимент е да, тоа, ќе го да. фатам како комплимент, Комплимент е зашто вистина. вечерва успевате на 2-3 пати така симпатични ни опаски да ми дајате, но добро. Имаме реакција, На овој реакцијата случај се немате однесува, ама овој случај не е сам за себе во Ама космосот. вие знаете ли Овој дека не случај- постои медиум што и портал што не извести пред 4 дена за ова решение. А вие сметате дека треба за дека Па сметам затоа што имаме сте реакција? сериозен политички чинител, не лично вие, господјо Чупеска, него СДСМ Па даде како да партија, мислам дека треба да го артикулирате вашиот став, дали треба да се разгледа случајот поново, да се видат сите аргументи, зашто станува збор за прегазување сообраќај. Мене ако ме прашате, тој сообраќај на убиство на пешачки премен. Значи, безобзирност, мене дали е во прашање губење на концентрација, ирелевантно е. Значи сите ги споделуваме, го споделуваме тој како гнев, партија- но тој како партија, гнев, но не. ние како партија, Не. Добро. бидејќи
инсистираме на Бидејќи ве потсетува темелни на тетово. реформи, не знам, тоа леле, мислам стварно. Па сега како што вие почнавте вртка да нема. Мајде, добро. Ај вака кажете ми, ова се сеќавате на Варшава, овдека имате само 2 презимиња да не Ништо се не грешат. гледам. Поблиску е вака? Да. Ама ова не го довршивме. Прво во па да завршам. Па не, својата- немавте реакција, ми рековте што да довршиме Ама сега. што ви интересира вас реакција? Зошто немавте Кога реакција? Еден през да излеземе, еве добро, ова не е добро. Не през, барем Во да тој имате правец. соопште став. А зошто вие морате Па дека имаме став, зарем не е став дека сме за темелни реформи за да не доаѓа до вакви работи. Ако може Тоа е да не го ставот. губиме времето, знаете како се, јас ве разбирам кога немате одговор, се обидувате, но ете. Чупеска Станишковска вели вака, Не сте во во на право. 3 март 2018 сте кажала географската одредница лудирање на Преспанскиот договор, Да. претпоставувам, никако не го загрозува идентитетот на етнички македонци. Супер. Сега ќе покушам некого слабо гледате? Па зависи од дистанцата. Ова е меѓународен монетарен фонд, Норд Македонијанс, Тоа, Северно тоа е македонци, бугари, Страшно. РТС, бугари нуде северно македонцима, страшно, страшно. Хрватска, разиграни северно македонски сустав. Тоа е страшно. Треба понатаму да читам. Не, страшно е тоа што се дешава. Па сега кажете ми Ама како тоа не излегува како правна како е овој бетон? тоа не е правен ефект од договорот. Туку е фамилиаризација на и погрешно разбирање на некој што нема интерес или напротив има интерес тоа да го Но прави. знаете што? Географската придавка. Одредница. Придавка или одредница, како сакате повеќе. Референца. Еве референца, иако тоа е придавка. Се збориме нали за синтакса. Колку и ние да зборуваме, таа секогаш е името на земјата е референцата од каде што се црпи и националноста, идентитетот. Зависи како гледате. Гледам На како тие што работи. гледат 99% земите во светот. правоста. Не 99, али околу 90%, да. 99. Еве, кажете ми некоја друга земја која што има две имиња, каде што има некаква географска, знаете ли како ги викаат ирците од Северна Ирска? Како? Северни ирци. А северноирците како ги викаат внатре? Како се викаат внатре меѓу себе? Ирелевантно, ја ви кажам како ги комуницираат. Многу е релевантно. Јас знам како се викаме ние меѓу себе. Но во целата приказка ви кажам дека чисто сакам да ја вратам таа приказка, иако за мене таа приказка е завршена со Преспанскиот и за многумина договор, но зошто таква сигурност како сепак интелектуалец човек кој што нели бил дел идеолошки од СДСМ од нивната матрица, гледам дека сте били активна во тој период, бевте убедени дека ова нема да предизвика други проблеми, истовремено зошто мислите дека секој обид на нашите политички чинители да се искористи терминот Македонија или Маседонија каде да можеме, тоа би правило проблем. Факт е дека самиот договор Преспански не го имплицира северно-македонското како некој идентитетско прашање, туку го прави токму спротивното. И референците во конфликтот на идентитетите ги врзува за потребите на она што е Македонија за Грција и она што е Македонија за нас. А за нас е битно во смисла на етничко-идентитетска категорија. Тоа е едното ниво. Другото ниво е нивото на пропаганда врзана за последиците кои што, како што кажав претходно, се фамилиаризирани заради разни причини. Северно-македонски. Тоа е неточно, погрешно и дури би рекла злонамерно. Па знаете Е, како сега. имаше и Ние, Макрон изјава, општествените, имаше да. и Макрон Тотално и Европска Тотално унија. неодговорно, дури би рекла на моменти, јас лично сум го доживувала и како империјално, Како не? заради незанимавањето до крај со тоа. И тоа мене ми пречело многу. Но, што е суштината? Договорот е правен акт кој треба да ги уреди елементарните односи помеѓу државите. Општествата, понатаму како ќе го прима договорот, какви последици во општествената динамика ќе направи, е сосема друга работа. И во ниеден договор не може до крај, значи најидеалниот договор не може до крај да ги предвиди ефектите врз општествената динамика. Кој сакате договор земете го?
особено овој договор, кој што е екстензивен по својата природа, регулира Воопшто материја. не екстензивно. Па добар за вакви прашања, екстензивен, он ги надмина, значи очекувањата на само идентитетскиот, за решавање само на идентитетскиот спор. Има и други секвенции за Ама не економска беше ли овој работа. договор воопшто кај- планиран за да биде решавање идентитетски? Овој спор требаше да биде да го надмине диспутот, спорот што го имавме Па со да, Грција со пред Грција, Обединените Сакам нации да кажам, од тој договор и се мандатот го црпи од таму, а не дека ние требаше да седнеме да преговараме за јазик, идентитет, историја и така натаму и така натаму. Па, Што значи ама дека тоа не некој се кога прави. седнал, јас ви кажувам како тоа така, ние имавме диспут, имавме проблем со Грција во однос на прашањето на името на државата. Да. И можеме Точно. ние да зборуваме што сакаме. И дали се реши тој спор? Дали во тој спор има А вие сте идентитетски... срекна со името Северна Македонија? Па лично не сум срекна со пресрекна, да речам, со името, меѓутоа јас го разбирам тоа на рационално ниво. Како комуницирате И вие во нормално партијата? се зборам. Македонија цело време зборувате? Ја, па јас да, така се зборам. Бе караат во партија. Па не во партија, мислам, не сум се забележала кој како, али јас знам, јас се зборам, така си нормално се го кажувам. Е сега во функција на На факултет, представник. на факултет како го па артикулирате, како комуницирате со студентите? зависи од комуникацијата. Како вие комуницирате? Во официјалните комуникации, официјалното има е во непосредните. Официјално што е за вас предавање? А официјална комуникација е каде што службена комуникација, каде што мораме да го применуваме законот и Предавањето, уставот. комуницирањето со идните правници е како? Политолози, јас предавам на политолози, јас не сум правник, политолог. Формално правно излагаат, ке излезат од правниот факултет. Да. Како го комуницирате со Зависи. нив? Па во главном сега При предавањето зборувам. При предавањата, При ако вежбите- зборам за името, се разбира дека го користам името новото. Ако Ти не бе е тоа коригираат тема. самите студенти, професорки, зашто вие северен, кога немаме ние проблем, Во други прилики, кажувам Македонија, во колумните, например, никогаш не сум напишала Северна Македонија. Добро. Мислам скоро можда еднаш или два пати. Али зависи од контекстот, каде што во секоја формална комуникација го користам, во неформалната не го користам, зашто нема потреба да се користи. Едноставно. А инаку сум голем, значи јас сум задоволна од тој договор, како е направен. Добро. Имате некој кој што во вашата партија, кој што чии председи се по потеко од Егејска Македонија? Сигурно дека има. Интересира да видам како тие реагираат. Па мислам дека заменичката има таква потека. Па ја мислам според името да. Да. И вака Така се да. рекне и она вика Северна, нешто не би рекол дека. Ама не е сега, дали вика, дали не вика. Не станува збор за тоа, кој како вика. Мислам, се знае, значи, во формалната Кога велам комуникација... вика, тоа значи службена- дали, не знам, вие очигледно не ми ги читате Знаете што речениците. кажал Витгенштайн за јазикот? Не. Јазикот никогаш не може да го каже она што го означува. Така што нормално е тоа вие што го зборите до крај да не биде разбирливо за мене и да биде Така е. тумачено Се и согласувам. обратно. Се согласувам. Така тоа се нормални динамики во размена на комуникација. Кажете ми, како ја гледате сегашната позиција на власта? Се Во движи, која се смисла? движили, еве, замислете дека јас сум анкетар и ви се јавам на телефон, добар ден, јас сум таа и таа агенција. Кажете ми, дали прашањето, дали сегашната влада на Македонија се движи во вистинска насока, во лоша насока или некако е неодредена? Јас мислам дека владата демонстрира една нејасност во движењето. Така да кажете дека Особено, се движи, не знае каде се движили, што не го разбирам ова Па, одговорот. Поблиску до вакво нешто, особено во однос на меѓународните позиции во врска со европскиот пат. Ова што беше исто беше многу чудно кога беше пресод со Орбан, кога тој предложи некое устојување со многу симптоматичен вординг, дека тоа ќе било утешна награда и за Македонија. Мислам, прво не ми јасно кое својство тоа го кажа, а премиерот тоа го премолчи. Тоа е една забелешка која што ми дава за право А вие да тоа мислам дека... реагиравте како партија на тоа што е вака ви дава, што ве вознемири, гледам дека се Не вознемирена. ме вознемири воопшто, него Не сте ме вознемирена. прашавте како Како се движи?
Како се движи? Јас Еве, мислам гледам дека дека не sad- знае како се движи. Јас тој значи дека гледам дека ви беше неконзистентно. спорно, неколку пати ви гледам ви беше спорно две работи од движењето на владата. Едното беше инаугурацијата, односно гледав неколку ваши интервјуа на претходните телевизии, иако и гледам дека ви беше спорно зошто при инаугурацијата, при поканата на премиерот и неговиот тим, не се оствариле некакви средби или ние не знаеме какви средби се оствариле. Да, затоа велам дека малку амбивалентни пораки испраќа. Ама само да ве прашам, кога одите вие на свадба или на прослава, вие очекувате да направите некакви средби? Ова е покана, колку што јас го разбирам, како што цел свет го разбра, за инаугурација. Или англичаните тоа силно го знаете, го викаат coronation, нели? Да. Кронисување. И сега некој го викнал и сега мислите дека некој треба да седне да почне да бистри за некаква, се подразбира дека силно нешто треба да се направи, но да се очекува некаква работа од инаугурација. И јас се согласувам дека треба да ги гледаме ефектите сега, после тоа. И втората работа што ја забележав дека оваа влада сега не испокарала со соседите. Кажете ми, кој не испокара нас со Бугарија? Оваа влада или оваа претходната ваша? Видете. Кој го потпиша договорот за добро соседство, кој што е далеку добро соседство, според мене, и кој ги потпиша ние протоколи и така натаму. Вака, сега вие скукнавте од Инаугурација? политиката, инаугурацијата, значи дајте да се фокусираме на едно по едно прашање, бидејќи вака може вистина не можеме Одберете вие Ајде што да е. почнеме со прашањето за неконзистентноста, односно Ајде. впечатокот дека има неконзистентност. Ред. Зошто така мислиме и така Ајде. сме анализирали. Кога зборувате во множина, зборувате за партија, така е? Да, зборам Да. сега, јас сум, вие ме викнавте во функција на така е, председателка, подпредседателка на да. СДСМ. И јас во тоа својство зборувам се. Апсолутно, го имате полниот легитимитет, Да. претпоставам, така? Да. Сметаме дека е неконзистентно од повеќе причини. Реакцијата што ја кажав претходно. Второ, во однос на однесувањето во Обединените нации со двете декларации. Проблемот што настана. Со поддржувањето на едната декларација, односно и неподдржувањето на другата декларација, а потоа гласање воздржано. Значи тоа се амбивалентни пораки што нашата меѓународна ги испраќа нашата ова влада во меѓународната политика. Трето, Што е тука? изјава амбивалентно? има, сега ќе дозволете вака да ви Па не, сега ми Морам реков дека преку примери. сакате- ама ми реков Ама дека сакате првото една по една. прашање го одговарам уште. Трето на пресуд со Ердоган, каде што се промовира решение со две држави, нашиот премиер се однесува исто така многу чудно. Четврто, поддржуваме сега скоро ова за Само се декларација извинам, за против кој- Палестина. Само ако можеме објасните, со Ердоган се промовирала За две во Газа, за две А, држави, за Газа. идете конкретно за тоа. За Газа. Добро. Решение со две држави. Значи, имам впечаток дека не треба толку тоа присуство да биде манифестирано на тој начин за да не се испраќаат амбивалентни пораки према меѓународната политика. Што значи тоа? Прашањето за мултилатерализмот Добро. не знаеме каков е ставот, а гледаме дека тоа е проблем на ниво на релација помеѓу ЕУ и САД, а ние немаме став за тоа. Второ, прашањето за трансатлантизмот исто така нема став владата, односно не го елаборира доволно тоа ме јасно. интересира. Значи него елаборира доволно јасно. Добро. Ние како јавност бараме и тоа. Трето, клучно прашање. Дигиталниот суверенитет кој што е оспорен по повеќе основи и е позадина на трговската војна помеѓу ЕУ и САД, воопшто го нема во нашата меѓународна политика. Зар мислите дека само како спорот е рефлект? помеѓу дигиталниот суверенитет? Не, зборам за тој е многу битен затоа што дигиталниот суверенитет на Европа е многу битен и најслабата карика во односите. Затоа го зборам, Согласувам. а од тие причини треба да сме свесни што се дешава на тој план. Ни за тоа нема ништо. Добро. Во многу клучни меѓународни динамики и референтни пунктови, нашата влада
нема став. Значи, Е, се сега. колку што ја разберам, ова зборувате Значи, за ова- надворешната политика. За надворешната политика зборувам, при тоа за Европската унија, тоа е повеќе да Значи, речеме еве да, регионално може една, прашање. една bottom Пресек, line да да. кажам пресек. Значи, Да. вие не сте задоволни како вие го ја исчитувате поставеноста на владата, дека не сте сигурни дали ние повеќе инклинираме на кај Соединетите американски држави или повеќе на кај ЕУ, или никако не знаеме каде инклинираме. каде воопшто Значи, инклинираме. каде, не е Добро. битно, значи битно е треба да се знае каде. Добро. Ако владата реши десно, ако владата реши лево, ама Каде има битно е тука да се десно и знае. лево? Не, Што е зборувам десно? За вас е десно како Америка, патоказ. десно е Америка, лево е Европа или Како што? патока зборам, не мора асоцијативната врска идеолошки да ја правите, но на оваа линија може да и тоа држи фруидијански, ако го разберам, може да и добро го кажавте, али не, јас Не, вие јас го кажавте. се обидувам да читам што зборувате, затоа што Во правец на, значи во смисла на асоциација за обичен патоказ, раскрсница лево или десно, не беше идеолошка мојата референцијалност тука. Така што мора да знаеме каде одиме. До сега владата не покажува конзистентност во и нејасни се пораките кои што ги праќа и према меѓународната јавност, но и према домашната јавност за тоа каде се движиме, а условите се многу деликатни. Не е тоа затоа што некој отпор постои, зошто е тоа така, само заради отпор, туку затоа што условите налагаат конзистентност и кредибилност на надворешната Баш мислам политика. дека во овој момент не оваа влада, туку и Европската унија, Ма на страна, па уште повеќе тоа. Тоа е уште поголем таму аргумент за нашето. Конзистентност Види. таму не се гледа. Таму имате мала група Во кои што таква се договараат како опоненти на Трамп, па имате една друга група која што вели ние некако ќе бидеме на средина, Да, ние патриоти риба, за ни Европа, девојка, да, па имате една Се друга слагам. група која што пролиферува сосема наративи кои што вика дека е сега вистинско време да ја смириме топката со Русија. И Се сега согласувам, во и таква сега една вие викате ситуација во таква ситуација сакате сега некој да каже, знаете што? мора став да се има. Ја мислам дека е тоа далеку погрешна политика и Зашто? во најмала рака сигурно дека знаете Па јас дека се- високата дипломатија дека не се разговара преку медиуми. Претпоставувам, нели? Тоа знам, меѓутоа мора да Вања, се не треба ја да знае. ви учам, вие предавате тоа, не треба ја да ви го кажувам тоа. Ама вие што сакате да кажете, дека немање став е подобро од имање став или А сакате кој вели- да а кажете кој вели дека немањето немате- став не е а немање кој став, вели него дека имање немате- став, ама не го А кажуваме. кој вели дека се нема став? Значи имаме став, ама не го кажуваме. Не, него Па дали е уште- правиот, Не може така. секој став на надворешна политика да вие слушате Не како се може однесува? така, не Па може така тоа. Во ред, Не може така тоа. значи забелешкава ми е малце чудно, но добро, ја очекував нешто да биде поконкретно што и Па како. многу е конкретно. А, Многу е ова конкретно, како не е конкретно? па добро, значи забелешката Што за сакаш? целата работа за владата се однесува, ја сум се Не за наметнал- надворешната А не политика. ме прашав, ја генерално реков кај се движи, не А, реков кај се движи, па не надвор, кај знаеме, плови ќе бродот, видиме него кај реков плов- кај се движи како влада, или прашањето ја од некоја агенција, добар ден и ме прашам. па како агенција да изумив дека требаше да бидам да одговарам на агенција. Кажете ми, зошто имам уште неколку прашања интересни кои што ми се каде што јас сакам да ги расчистам некои дилеми што мене ми се ствараат кога ги слушам соговорниците кои што ги канам. 27.4. го окарактеризирате како државен удар. Така ли? Убаво ве слушам на едно интервју, така? Да. Ја знаете правната дефиниција за државен удар, така? Добро. Колку што јас ја читав, значи јас не сум правник по вокација. Филозоф може убаво да прочита. И но верувам ќе читам- види нешто и што го нема во нормата. Читам дека таму тешко дека може да зборуваме за државен удар, но морам да ви кажам дека во еден член друг од кривичниот законник, кој што е 308, кој што тангира една друга материја, а тоа ја тангира материјата на независноста и на суверенитетот на државата, таму можеби некој друг би можел да се најде конектиран со тој член. Сега кажете ми, ако Кој? па некои други претходници ваши кои што еве нели не ставиле во подредена ситуација. Во врска со што? Еве ја ќе ви кажам, ја лично се чувствувам како човек дека се наоѓам во подредена ситуација во однос на бугарската држава, затоа што бугарската држава, кога речам држава зборам, нели лицата кои што се на нивните
во моментов сегашни извршни функции, ја условуваат и ја уценуваат нашата држава, сега вие ќе речете не, тоа е договор со Европска унија, но договорот со Европска унија, преговарачката рамка, доаѓа на барање на Бугарија за вметнување на нивното малцинство во нашиот устав. Сега јас искрено ви кажувам, јас се чувствувам дискриминиран и загрозен поради тоа што некој сака да ме натера на сила без моја добра волја, јас да гласам преку моите представници во парламентот или преку некои други представници кои што се во извршната власт, кои да се, нели, и да гласам да ги ставам бугарите во уставот како дел во нови преамбулати, оние други два члена кои што се генерирани со помош на етничките заедници реферирани во самата преамбула, и јас, например, се чувствувам загрозен и се чувствувам дека сум ставен во подчинета позиција. Јас сум убеден дека огромен број на граѓани во Македонија се чувствуваат така. И сега кажете ми вие, ова според вас не е работа за член 308 од КЗ? Сега, ви убаво дадовте баш убаво филозофско тумачење на еден правен член. Ви благодарам. Значи, ви благодарам. Сега не значи да довршам. Да довршам. Па сега ми испопалите. Значи членот кој што вие се реферирате, а јас вака да ве прашам. Фактички, кога ќе дојде денот некогаш, да делиме, да станеме држава членка на Европската унија. Значи не ви дозволувам да бегате од прашањето. Ама не бегам, не ми дозволувате да одговорам. Не, немојте да ми поставувате под прашање. Не ти поставувам, не ви поставувам, јас сакам да кажам нешто. Ајде. Самото членство во Европската унија, 308 за претходни двајца премиери. Членството во Европската унија де факто подразбира давање на дел од суверенитетот. Се согласувам. Дали тие пат? Али тоа е свесно. Тоа е свесно. Тоа е свесно и многу земји, ама ве молам. Не, ве молам, многу земји бараат и инсистираат на референдум за имено. И ќе има референдум. Второ. Значи немојте да го не збору. Членството во НАТО исто дава суверенитет. Ја ви кажам за Бугарија, што има врска со НАТО. Трето. Протоколот не е дел од преговарачката рамка. Не, еве. Ајде, ве преговарачката рамка. Годишни Не, ве annual review, што е annual review? Најдете го тука. Годишни извештаи, што се? Еве, го нос. Еве годишни извештаи. Значи каде се annual reviews? Не. Annual reviews. Не е протокол. Да го барам. Не. Ете го, преговарачката рамка најдете. Може ако сакате да го оставиме како дополнително надоградување на нема човече. Не. Са ве молам со човече ми се ваќате. Не, човече, што е тоа, нешто навреда? Не. Добро, сега малце не. Извини. Воред. Се извинувам, не беше навредил, беше во значи, еве, друг ако контекст. сакате, ќе си зборите, ќе ви најдам дека има annual reviews во рамката. Нема. Има annual reviews. И тоа се протоколите. Застанете. Тоа се во заклучоците, само да ви кажам, не во самата рамка. Па, имено. Заклучоците, кажете ми, дали се дел автоматски од тоа или не се? Еве вака да ви објаснам како е. Ама кажете ми, ама не ми бекате, 308. Сакате просто да ви објаснам, сакате? Не, просто ја сакам да ми одговорите на прашањето. 308, ви мириса дека има некој печенат кај за тоа или нема? Апсолутно, значи тоа е тешка небулоза, нема шанса тоа. Небулоза кажувам јас. Ви благодарам. Не, од правена перспектива, ја мислам некој ви кажал така, па вие тоа ваша инвенција. Нели сами рековте филозофи ги гледа работите малце поинаку, ви благодарам за не. Јас нема се дозволам да ве навредам, ви благодарам за терминот. Па јас не ве навредив вас, зашто така се почувствувавте? Па ако некој му кажете дека зборува небулоза, што е тоа? Не, јас зборувам за позиција правна во контекст на тоа што зборувате, не ви рекол вас лично. Значи сакате да ви го прочитам член 308? Не го знам член 308, ако него го доведе, ама сакам да ви кажам тоа неодржливо е. Нема врска тоа. Не е добро. Нема прича во тоа, еве вака да се изразам по колоквијално. Мислам дека Сега ти кажам дополнително. Сега си персирам или прекинавме со персирање? Вака, сега има тука ова вик. Каде се основите? Погледнете. Во самиот предлог, основите каде се. Ајде. Значи прво мора да разликуваме што е она правна квалификација,
Тоа е едната работа, Добро. и правна вредност на нормите и правни последици од нормите. Кои се правните последици, кажете ми? Еве, во врска со што прво да се договориме? Со Зборуваме, протоколите? еве го, од членот Не се 308, препорачка, граѓани да. на Република Македонија, кои што ќе доведе Република Да. Македонија во положба на подчинетост или зависност Ама према не ја некоја доведе. друга држава, ќе се казни со затвор најмалку 5 години. Значи, јас сум доведен, се чувствувам дека сум во подчинетост од страна на соседот Бугарија, затоа што не ми дозволува мене и на другите, претпоставам, граѓани, да почнеме со преговорите, поради тоа што имаат услов. Единствена земја досега која што го поминала овој испад, како ние што сме го поминувале, имале услов за промена на устав. Друга земја нема. Ај вака да бидам попрецизна. Е, се ве прашувам, дали ви мириса ова 308, уште еднашка да ве прашам, значи не се ова небулози, дали вака вие како правник, експерт нели од теоријата на Не правната може. наука, Не може тоа не да може, се примери. добро. Не може се, мислам, може да се Е, па како проба, може ама тогаш, не може. Сега како ќе ви тогаш кажам може 27 зошто. април да ви биде државен удар, кажете ми? Ако Па така државен што може. удар ви е 27 април, а ова не може да ви биде 300. Така може затоа што тоа Аха. е државен удар и не е тоа прв обид за државен удар. Обид за државен удар. Дефиницијата Првиот е на 24 државен удар На е сосема друга. 24 декември се сеќавате Се што се сеќавам случи? многу и тоа Ваши беше државен- колеги, што Тоа беше беше тоа? државен удар. А што беше тоа? Еве според вас. Значи тоа беше безобразие и насилие на одредена група. Ај сега да ве прашам вака. Сакате да ми кажете дека тоа беше државен удар? Терористичко загрозување нестрекниот наслов на членот 303. Терористичко загрозување на уставниот поредок. И што вели тој? Што е да се загрози уставен поредок? Што? Дали уставен поредок значи дека парламентот си е парламент и дека во парламентот пратениците се представници на народот. И кога парламентот е нападнат, тоа е нападнат, со тоа е нападнат народот, со тоа значи е нападат поредокот. Пошто тие легитимно избрани. Значи, ако Во таа смисла. аналог на тоа, тоа 308 е исто така во правна... Не е затоа што кривичниот законник, значи во членот кој што вие го цитирате, е неапликабилен во однос на произведување на правен ефект по однос на преговарачката рамка за која што има стратешки документ од 91-а. Кого праша Застанете. лидерот, кого праша лидерот, премиерот Ковачевски за да ја прифати преговарачката рамка? Не знам, не го прашате. Не знам. Тој е ваш член како ваш пратеник. Ма не знам колку го прашал, како ме прашал, Прашал, колку ја прашал. па ја прашал јавноста, дали беше тоа индивидуална? Јас не сум учествувала во тоа. Ја видов на и мене јас мислам дека беше максимум од тоа што беше во таа ситуација политичка, мислам дека и добро се излезе. Имајќи предвид Уште какви треба беа да сме срекни. какви беа не, имајќи не, Уште треба да не. сме срекни со ова. Какви беа барањата на бугарите претходно. Ама добро, тоа беа не Тоа беа имајќи максималистички, тоа Кој беа ли беа, ни го негира Не, јазикот не, не човече. беа тоа беа налудничави мене кога Па тоа имено. Имено значи. Ама кој тоа им го прифати? Никој жив Па не го никој, прифати. па не им го прифати, тоа сакам да кажам. Значи, Но на крај да како но тргна, на крај да терате цела нација да не тера прифати. никој ништо. Значи, не никој тера? ништо не тера. Значи, преговарачката рамка е јасна. Многу е јасна. И таа не се Заклучоците- однесува само на бугарите, а не заклучоците- знам зошто е фиксацијата на бугарите кога има уште Затоа што 6 негово- други народи. Значи, зошто да се фиксираме на само на бугарите? Затоа што Тотално очигледно не деструктивно е тоа. затоа што не постои ни еден друг ентитет кој што има намера и пројавил интерес да биде влезен во преамбулата, како што се хрвати, словенци, црногорци, мислам дека и еврејската заедница. Еврејската, египјаните, да. египќаните, ниедна од овие етнички заедници Не го негирала да идентитет. не го негира и континуирано го навредува овој македонски народ тука и еве Ангел Димитров, ја слушнавте последната книга која што ја објави, тој човек е председател на на бугарската комисијата, и да. така си вртите вие со главата, Не. дека демек ај оставете го кој е Ангел Ама сега Димитров. тоа вие ме тумачите, аз како вртам со главата, па Па не сега ве тумачам, и па вие вие- мрдате со ушите. Па Смислам, добро, сега сега не зафркавајте, ај ве молам. Јас си имам малце Па речникот стварно. за И па, професор Спарво. Мислам вечера го претеравте. не знам кој го претара сега, ајде да бидем искрени. Мрдате со главата, каков е тој коментар? Тоа настав на коментар е? Јас само ја кажувам вашата фацијална и бадил Па експресија и вашата, лади, кај па и јас исто. но да го добро брете, јас ќе оставам сепак Ајде дама да сте, бидеме- дама сте и гостин сте и тука немам што повеќе да коментирам. Што беше поентата со предлогот?
дека некој ќе одговара за Не, суверенитет сакам да нарушен. направам паралела на вашиот Ама став, не е ако е добра тоа таа. 27 април државен удар, што Па според е. дефиниција не може никако да влезе во рамките на државен удар. За државен удар мора да постојат политичка партија или поголема група, мора да има кој стои позади војска. тие? Еве сега, ја ли сум видомен или вие не сте Не, видомна кој- за она што ги слушаме сега пресудите, нели каде што паѓате во вода и организатори, кои се, какви се, ги слушате и самите од тој кои 27 април. Кои се организаторите еве на гледа- 27 април? Тоа е најинтересно што нема организатори очигледно. Според нашиот систем, нашите институции, поради тоа што во 2023 дојде до измените до кривичниот законник и ете И дојде. сега нема И организатор. сега немаме ни организатори, како што па и самата сте свесна за тоа, така? Ја и вие ги изгласавме измените на казато? Не. Не, вие сакате да кажете дека некој може да одговара, дека има кривично Не, само дело тоа заради ме интересира, че дали преговарачката се рамка. чувствувате Не. еве лично и вие како дел Чувството, и вие чувството, лично, јас го споделувам со вашето. Значи, не збориме за чувства тука збориме за правни факти и политички одлуки. да, ма мора А да тоа е постои, различно. мора да постои политичка прагматика. Се сваќате, оваа земја даде премногу се. Тоа Сменивме сум се согласна, живо. сум согласна. И сега доаѓа до еден момент кога нацијата ви вели дека enough is enough, дека веќе ништо не сакаме да дадеме. Па ја мислам дека тоа најдобро се рефлектираше во последните избори. И во избори, Резултатот- и во анкетите. Тоа мислам е јасно дека тоа не го сака нацијата. Очигледно дека нацијата тоа не го сака и сега е прашањето зошто некој не доведе во ваква ситуација на починетост. Член 308. Како Јас сум не починет. Еве, јас сум починет. Не, вие имате филинг на починетост, не сте вие починет, А. никој со сила не ве направил нешто што не сте. Сега веќе почнувате и психолошки да Ма ве тоа е читате. различно. Добро. Вие сами одвелите, јас се чувствувам така и јас се чувствувам така, меѓутоа политичките одлуки, правните факти, основот врз основа на кој што е поднесено барањето за уставни измени е јасен, тој не датира од сега, и е референтен во линија на првите стратешки одлуки за членство во Европската унија. На друго ниво, важноста на копенхашките критериуми е неспорна тука, тоа е префрлено во малцински права. Се И согласувам. тука има, според мене, Покажете ми вие, има дали во- окей, така како што е направено. Не е Освен може тоа, да е окей. протоколите Како може да биде треба окей? да си паметен, не се зборам за вас, не вие, треба да си малку паметен да пробаш да ги читаш во една друга динамика, Како што застанете Нас само не да одговара. довршам. Па сега не сакам тоа да го кажам, ама ние имаме тука и голема можност, еве да бидам вака по индиректна. Со протоколите имаме и една можност. Ај сега уште последно прашање, пошто веќе сме 70 минути и нешто. Добро сме затирале. Ме интересира да ми кажете, вие бевте, и не знам дали сте се уште дел од преговарачката група помеѓу Грција и Македонија. Сте уште или не сте? Не. Не, мислам тоа завршија, но заврши Мандат таа- имавте некој? Па таа едногодишни мандати имавме, да. Аха, и кажете ми како беше кога вака би направиле поради тоа што тие преговори, не знам, имавте преговори воопшто? Тие преговори се држаа некако под велот на тајната, никако Не, него ние многу внимававме да не... Што е добро, морам да признам. Многу внимававме за Ме интересира државните каква беше позиции, гледавме... комуникацијата со грците, коректни беа? Сега како да ви кажам? Делот од таа работа е конфиденцијален. Не би споделувала многу информации за тоа, на што можам да го кажам и одговорно тврдам. Ние како комисија, без разлика, натребевме од различен состав, знаете Да. дека од сите Аха. профилијации, ние дадовме, Провиненци. да, и дадовме максимум и успеавме максимално да ги заштитиме националните интереси на земјата. Само тоа не беше битно и покрај тоа што околностите беа специфични. Добро. Има нешто што вие сакате мене да ме прашате покрај сите оние квалификации што ви кажавте за мене, нешто некој дополнително, еве, да видам. Квалификации. Еве би сакала да ми кажете кои се тие квалификации за да можам да се извинам ако Нема потреба ништо. Ако ве не, тоа ви беше увредиле- во жарот на разговорот, ја ве разбирам потполно, ја не се лутаме.
тоа е нормална ситуација. Ако имате уште нешто вие што сакате да кажете за крај? Па јас сакам да кажам дека овој разговор прекратко траеше за мене, доста беше стимулативен од ваша страна и би сакала во некоја друга прилика да го продолжиме разговорот, зашто ми останав со впечаток дека не се доискажавме и двајцата и тоа би сакала да кажам. Добро, ви благодарам за гостувањето. Мислам дека начнавме повеќе теми, поради Да. тоа што реков дека сте интересна, а проверете го тоа со мој совет со заменичката претседателка на СДСМ, да видите дека не манипулирам, јас не сум човек што Не, манипулирам. не верувам дека така кажала, зашто да не верувам. Дека Чим јавно кажувате. немам зашто тоа да го кријам, нели, во крајна линија. Ви благодарам, ви посакувам успешна политичка кариера. Фала. Само уште една работа заборев на почетокот. Ке ви беше чудно кога ви кажав добро ве најдов? Не, баш ке ми беше симпатична. Така? Ми се свија мене тоа, така малку кога се... Се бего стереотипите. Да, тоа е... Добро. Како Илон Маск, например, нели? Па, Тоа тоа. беше одлично. Обавезно, да. Ви благодарам уште еднашка. Ова беше Ана Чупеска. Наредниот понеделник правиме пауза поради тоа што е празник, поради тоа што е Великден, а на 28 април, ако не се лажаме, господинот Таравари обдека на ова столче спроти мене. Имајте убава вечер со Канал 5 телевизија и убави празници кои што следуваат, па се гледаме за 2 недели од сега. Пријатно.